му станало да поздрави. Јас пак уште еднаш нема потреба да ве поздравам, кога мојот син ме поздрави. Ако ми допуштите некоја исповед, некоја поголема искреност, а знам дека малите средини не трпат голема искреност. Сакам да кажам дека ми е драго што и падна таа чест на Македонската кинотека, прва да го представи овој макропроект на нашата академија, кој што ја го раководам, и особено ова 16-та книга за која ја нема да зборувам, а која ќе ја представи директорката на кинотека, тука е Илинка и Валентино, кои ја правеа заедно со сите компетентни луѓе кои работат на фотографијата, на филмот и така натаму. На современиците, знаете, обично не им е дадено да ги оценат некои современи настани што се случуваат на неа, или современи, ако сакате, проекти, дела и така натаму. Но, ако ми допуштите таа скромност да кажам, јас за прв пат, а има повеќе од 10 години како се работи овој макропроект, јавно го обзнанувам тој факт дека во Македонската академија се работи на една капитална македонска книга која има наслов Историја на културата на Македонија и Историја на културата на почвата на Македонија. И бидејќи е ова на некој начин прва промоција на овој проект за нашата или пред нашата културна јавност, мене ми се чини дека би бил несправедлив ако не се сетам или не ги возобновам и пред вас и во својата свест некои од клучните луѓе кои беа иницијатори на овој макропроект. Овде ја зедов само првата книга, односно првиот том, со кој почна овој макропроект. Он има наслов Содржински и методолошки прашања во истражувањето на историјата на културата на Македонија. Но, битно е тоа што сакам да го кажам, дека советот на овој проект, организациониот одбор, кој ги стави темелите, контурите на самиот проект, беа следните личности. Значи, Георги Ставрилов како председател, академик Блаже Конески, академик Тодор Скаловски, академик Крум Томовски, академик Матеја Матески, академик Цветан Грозданов, професор доктор Борис Петковски и професор доктор Кирил Тенков. Тоа се, мислам, личностите кои ми дадоа крупна подршка, кои партиципира заедно со мене во концепцијата и профилирањето на овој проект. А тој се случи пред 10 години, можам така да го наречам, во херојското доба на естетичката лабораторија. Во таа просторија во која често навраќавме, навраќа многу познати луѓе, тогаш широм сета југословенска творечка мисла,
се говореше и се дискутираше како тоа ќе изгледа. Исто така, многу ми е жал, што ово што, како измина времето, се почнува полека да се затемнува мисијата во македонската култура на естетичката лабораторија, која ја заснувавме професор Вук Павлович, јас, а подоцна Темков, Кица Барџиева, Ивица Чепаровски и мнозина други луѓе кои беа, така да кажам, првите создатели на таа концепција. Аулата на филозофскиот факултет да се претвори во една културна институција. Беше тоа аула во која се дава големите филхармониски концерти, во која прв пат настапи познатиот ансамбл Леп и Сол. Се тресеше салата од луѓе колку што беше тоа исполнето. Студентите за прв пат можеби видоа балет. Напладне како во античкиот театар се играше Крал Лир. Се играа Шекспировите класици. Говореше Љуба Тадич, познатовата негова беседа Сократовата смрт. Гостуваа множнина луѓе од сите тогашни југословенски центри. Таму се создаде и театарот кај Свети Никита Голтеров, па Гуската, па и така натаму и така. Во таа една атмосфера, во која се сликаше, велики е тоа прв пат, најголемата слика што воопшто е насликана во светот, некаде 40 на 60 метри, и која беше колективно дело на Мазев, на многу други сликари, Корови, веќе не се сеќавам сите, која се сликаше, и за голема срамота, долго време, кога беше веќе готова, долго време таа остана по кјумезите на филозофскиот факултет и не знам дали и до ден денешен уште стои. Видете, јас и да сакам не можам да ви кажам што се содржи овој макропроект. Но, ќе ви ги дадам на показ некои или сите книги, или сите томови што досега излегоа, од кои јасно се гледа дека се работи за една сосема нова концепција која ја нема досега и во светската историја на културата, која е од друг карактер. Јас сум го промовирал овој проект мој пред Австријската академија, пред она позната асоциација Европа Гезелшафт, не Ост-Ист Европа Гезелшафт, кој се наоѓа во Минхен. Имаше многу појки луѓе кои беа присутни на таа промоција, на која беа покажани сите овие томови и сите овие наслови како е таа обработена. И морам да кажам дека после во таа расправа и таа дискусија што се водеше, овој проект беше оценен како, ако можам така да кажам, нескромно, нели, пионерски европски проект. Еве зошто. Ние мислевме, јас се водев од таа идеја, дека да се прикаже историјата на културата на почвата на Македонија, тоа значи да се прикаже биографијата на духовниот простор на ова територија. А тој духовен
простор не го правеше само артефактите од материјалната и духовната култура, туку многу повеќе од сето тоа. Значи, макропроектот Историја на културата на почвата на Македонија почнува од праисторијата да го испитува овој простор, македонски простор. И од македонскиот неолит, преку раната и доцната антика, преку културата, обичаите и религијата на античките македонци, преку Рим, Македонија како римска провинција, преку Византија, преку Исламот, се гледа како на овој простор се вкрстувале многобројни цивилизации и многобројни култури кои оставиле навистина неизбришливи траги. И всушност овој проект е трагање по тие траги. Прво, реков дека на методолошки план ово е се расцветлено во првиот том. Вториот том е посветен, ово што веќе го реков, а има наслов Историја на цивилизациите на почвата на Македонија. Третиот том ја истражува историјата на религиите на почвата на Македонија. Морам да ви кажам дека бевме сретни пред толку години, уште беа некои луѓе меѓу нас, така што успеавме, например, хебрејската култура на почвата на Македонија, хебрејскиот јазик, специфичноста на тој јазик, да го сместиме и во рамките на христијанизацијата, во рамките на елементите на унијатството, на протестантизмот на почвата на Македонија, ние успеавме да направиме една, по моје мислење, фреска на мнозина, еден голем број религии што татнале на овој простор и кои оставиле, разбира, траги во материјалната и духовната култура. Потоа тоа беше, мислам, третиот том. Четвртиот том е посветен на јазиците на почвата на Македонија. По еден полилингвален простор во кој јазиците се вкрстувале еден со друг. Тоа било, знаете, нешто што сега се чувствува во Европа, тоа, така да кажам, проникнување на јазиците. Македонија е типичен пример на тоа. Дека овде се случувало баш едно проникнување на културите и мојот драг пријател Митко Маџунков, постојано ме критикува што му го изговарам лошо името, тој еднаш напиша дека овој проект Историја на македонската култура може да се нарече истовремено и балканска цивилизација. Од и овде е во една многу голема широчина откриени се балканските светови, откриени се тие балкански предели во сите овие томови за кои ви говоре. Потаму, шестиот или не знам кој поред е том посветен на идеите на почвата на Македонија. Ние и самите не сме свесни колку клучни идеи се заврзани, родиле плод во Македонија. Например, идејата за равноправноста на јазиците, борбата против тријазичниците, борбата за супериорноста на само трите јазици, дека само на тие јазици може да се слуша Господ. Потоа идеите на исихазмот, идеите на
екумената, светската екумена, па то ние и самите не знаеме дека сме ја антиципирале глобализацијата, современата глобализација на овие простори. Откако се завршени овие големи блокови, истражени се сите уметности. Имаме, например, историја на архитектурата на почвата на Македонија, во 3 тома. Историја на музиката на почвата на Македонија, во 2 или во 3 тома. Историја на театарот, од античкиот театар до денес, од истражување на сите овие театри, познати театри, што се остатокот што ни донела антиката, нели, како што е, например, театарот во Стови, театарот во Халилеја, театарот во Охрид и така натаму, така што ние одеднаш гледаме дека тука се сублимира едно балканско искуство на тлото на Македонија во целата ова книга Историја на Македонија. Според тоа, мислам дека сега дојдовме до книгата 16, за која денеска овде ќе стане повеќе збор. Јас за неја нема да зборувам, имам еден предговор во таа книга, а во сите тие книги кои се имат. Предговор кој ќе биде една синтеза, после на големиот предговор, во најверојатно 10-томното издание на Историја на културата, големо енциклопедиско издание на Историја на македонската култура на почвата на Македонија, во кој сите овие работи ќе влезат, за кој зборува, бидејќи се подготвени, а не се излезени од печат уште 6 други книги. А тоа се еден милениум македонско црковно сликарство, значи од времето на Климентовата епоха, па се до последните македонски зографи. Дичо Зограф и Зографски Георги и останатите, да не ги споменувам сите и да не за тоа се започнува. Потоа иде двотомно издание на археолошките истражувања на почвата на Македонија. Што сме ископале од овој простор? Што е тоа што говори сега, кога е тоа извадено од заборавот, што е тоа сега кога дошло на светлоста на денот. И тоа се гледа дека целата наша историја е запаметена во големите творби на духот, што оставили големи траги, а кој, знаете, човекот не е само голем градител, но еден од најголемите рушители во историјата, сето тоа го урнал, па сега ние тоа повторно го чистиме, го вадиме и го обликуваме на нов начин. Кога уште 2 тома за македонското сликарство, од зографите, крајот на 19 век па до денес, и потоа во повеќе томови целата историја на македонското писмо, палеографијата македонска, па целата историја на македонската книжевност и последниот том, кој е веќе при самиот крај, јако паралелно се работи, има наслов Проникнување на цивилизациите на почвата на Македонија. Така со тој том, со тој клучен том ќе заврши ово што го говоре пред вас денеска за тоа што се содржи овој проект, овој макропроект Историја на културата на почвата на Македонија. И сега треба да кажем и така натаму, бидејќи тоа, ако за сето тоа го зборувам, нема да ми биде потребно всушност уште неколку часа, а морам да дека помалку се сетив сега на Платоновата академија, која траела многу долго и на крајот останувале само Платон и Агатон. Сите се разишле
pa така и да не останеме на крајот само јас и Торката, јас завршувам, сега ги молам другите да се јават.